Јавноста во Македонија секојдневно е сведок на негаторски изјави кои задираат во внатрешните прашања на земјава. Албанскиот министер за надворешни работи Бушати препорачува тиранската платформа да била составен дел од Уставот на Република Македонија. А албанскиот премиер Еди Рама без попис лицитира со бројки од 35% на албанско население во Македонија. Истакна на денешната пресконференција Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН. Тоа што и треба на Македонија не се туги платформи и туги мешетарења, туку обединување околу државните и националните интереси. ВМРО ДПМН е водена од интересите на граѓаните, нуди градење на консензус околу иднината на земјата. Затоа партијата, вели Ѓорчев, излезе со манифестот за единствена Република Македонија втемелен на 4 принципи и повикува на национално и државно обединување на сите граѓани, верски организации, партии и општествени чинители. Основа на манифестот обединување околу државниот и националниот интерес, за зачувување на и промоција на националниот, културниот и јазичен идентитет на македонците и граѓаните од останатите етнички групи и заедници во земјата и надвор. Во тој контекст се предлага признавање дека македонскиот јазик е интегративен елемент на сите граѓани во нашето општество без разлика на нивното потекло. Што има СДСМ против овие елементи на манифестот? Манифестот е обид да се реши политичката криза во Македонија. Целта е граѓаните да имаат подобро живење, да се зголеми животниот стандард. Затоа потребно по овој документ да се произнесат сите политички партии, невладини организации и институции, истакна универзитетскиот професор Александар Даштевски. Јас сметам дека тоа е еден обид да се решива политичка криза во Република Македонија. Сметам дека ВМРО ДПМН се води од принципот дека треба да се најде еден национален консензус во решавање на прашањата, да не биде тоа етнички, секој посебно, туку сите заедно, врз основа на граѓанскиот концепт кој го има во цела Европа, нели? И се заснова на елементарно владење на човековите права и слободи, пазарна економија, кој што всушност е наведено и во манифестот и така натаму. Овој манифест го прават со цел да, како што рековме, се изнајде нели решение за кризата, меѓутоа секогаш кога Република Македонија била во криза, секогаш се правило определен манифест кој го прифаќале сите националности, сите етнички групи кои живееле во Република Македонија. Манифестот се осврнува и на одржување на попис. Пописот треба да се спроведе без одлагање и со цел квалитетно планирање на политиките, како и за конструктивен диалог на меѓуетнички теми. Пописот кој што треба да се реализира мора да е статистичка, а не политичка операција. Затоа е потребно пописот строго да се води според методологијата на Европската Унија, според методологијата на Евростат и Обединети нации, вклучително да има и механизам за контрола на постојано место на живење и престој во државата, како и гаранција за автентичност на лични податоци и потврда на идентитет на лицата преку дигитализација на отпечатоците, истакнаа од ВМРО ДПМН.